Саудискиот државен инвестициски фонд е на чекор до целосно преземање на компанијата eSport, еден од најпознатите гиганти во индустријата за видеоигри. Овој потек, кој аналитичарите го нарекуваат најголемо откупување во историјата на Wall Street, се очекува да ја обезбеди на Саудиска Арабија водечка позиција во светот на дигиталната забава и еспортот. Иако договорот се уште не ги добил сите регулаторни одобренија, експертите предвидуваат дека оваа инвестиција ќе ја овозможи на значителен капитал за вложување во нови технологии, како што се вештачка интелигенција и интерактивен хардвер. Истовремено, Саудиска Арабија ја гледа гейминг индустријата како дел од својата долгорочна стратегија за економска диверзификација и намалување на зависноста од нафтата. Сепак, договорот не е без контроверзии. Критичарите предупредуваат дека овој потек е дел од пошироката стратегија на спортсвашинг, со која земјата се обидува да го подобри својот меѓународен имидж и покрај честите критики за состојбата со човековите права, правата на жените и ЛГБТ заедницата. Научниците од кинеската мисија Чанге 6 пронајдоа микроскопски честички од вонземско потекло на темната страна на месечината, откритие без преседан во историјата на лунарните истражувања. Анализата на собраните примероци откри присуство на сехондрити, метеорити богати со вода и толку кревки што ретко преживуваат премин низ атмосферата на Земјата, пренесува Science Alert. Ова е прв пат вакви аглеродни хондрити да бидат потврдени на месечината. Истражувањето, спроведено од Джинтуан Ванг и Жиминг Чен од Кинеската академија на науките, се базирало на повеќе од 5000 фрагменти собрани од кратерот Аполо во басенот Ајткен. 7 од нив покажале хемиски и изотопски карактеристики што не потекнуваат ниту од месечината, ниту од Земјата, но содржат минерали типични за сехондритите, како оливин и стаклести структури што се формирале по силни удари. Наодите представуваат прв директен доказ дека вакви метеорити некогаш е погодиле месечината и дека дел од нивниот материјал успеал да се зачува. Ова откритие може да фрли ново светло врз раното формирање на сончевиот систем и потеклото на водата и испарливите материи на Земјата и нејзиниот природен сателит. Вештачката интелигенција се подлабоко навлегува во светот на природната медицина, покажува ново истражување на компанијата Originality, Според нивните наоди, дури 82% од книгите за билни лекови објавени на Амазон во 2025 година веројатно се напишани со помош на AI. Анализата опфатила 558 наслови издадени помеѓу јануари и септември, а експертите предупредуваат дека голем дел од нив содржат непроверени и потенцијално опасни совети за здравје. Меѓу наистакнатите примери е бестселерот Natural Healing Handbook, за кој системот на Originality е утврдил дека е 100% генериран од вештачка интелигенција. Истражувањето открило и книги кои се повикуваат на фиктивни или контроверзни автори, некои од нив промотори на непроверени лекови за сериозни заболувања, што дополнително ја зголемува загриженоста во јавноста. Британската фитотерапевтка Сју Спранг предупредува дека AI не знае да разликува меѓу научно потврдени и бесмислени совети, што може да доведе до погрешни и ризични препораки. Од Асоциацијата на издавачи на Велика Британија побараа од Amazon итно воведување ознака за AI книги и отстранување на неавтентичните содржини. Амазон, пак, изјави дека веќе има строги правила за објавување и отстранување прекршувачи, но не прецизираше дали ќе воведе задолжително обележување на AI наслови. Истражувањето се надоврзува на минатогодишните случаи со AI книги кои содржале погрешни совети за собирање печурки, повторно отворајќи ја дебатата за довербата и безбедноста во дигиталното издаваштво.